Добар ден, драги гледачки. Добро дојдовте уште едно издание на ексклузивните интервјуа на Хајп Македонија. Денешниот соговорник е Јана Спирковска. Добро дојде. Како се осеќаш? Многу добро, ти благодарам на поканата и денеска ми е чест што ќе разговараме. Ти благодарам. Прв пат си на Хајп телевизија. Кажи ни за твоите почетоци во музиката и кога си сватила дека сакаш да бидеш пеачка? Па, моите почетоци во музиката се уште од рана возраст и можам да кажам дека од секогаш сум покажувала некои знаци дека сакам да се занимавам со музика. И, нели, првично сите сме се почнале по дома, ама како што подеше времето, почнав да снимам преработки, да бев во еден бенд уште во средно. И еве денеска имам и свој бенд, мислам, ние сме паблик бенд за тие што не знаат и настапуваме на секој ден из Македонија. Одлично. Кои беа првите твои чекори? Како почна? Па, моите први чекори беше кога снимав преработка, баш беше некоја песна од Адел, сега искрено не го памтам името, ама тогаш имав некои коментари како во смисол не знаевме дека знаеш да пееш, дај направи уште нешто и не знам, така ми дадоа некоја поддршка и сакав да снимам повеќе. Чија идеја беше да се состави бендот и од каде идеја за името баш Паблик бенд? Па, идејата да се почне со бенд беше, уствари, кога добивме покана за еден локал да свириме, бидејќи они до сега немале свирки, сакаа да почнат со некој што немале искуство со тоа. И јас и уште еден другар што свиреше на гитара, рековме ај ќе пробаме. И некако уште на старт имаше добар фидбек, луѓето снима, става на стори и тоа се ширеше многу брзо. Па после како што идеше времето, решивме да го зголемиме составот, бидејќи друго е акустично, друго е која е фул бенд со тапани. И за Паблик бенд искрено биравме ливчиња и секој имаше пишано свое име. Ја мислам дека има впишано нешто како Б позитив, нешто така сакав да биде интересно, ама ете испадна да биде Паблик и сега и сите не навикнаа по тоа име, така што мислам дека сосем одговара. Имаш повеќе песни. Која би ја издвоила како омилена и која ти е најдрага? Па дефинитивно сега последнава што извадив, своја или ничија, пошто е нешто поразлично од мене и некако излезе таа подрска страна, да речам, од мене. Пошто до сега сите биле така понежни, помирни. Така. Кажи ми, кои македонски артисти редовно ги слушаш? Македонски артисти, па Каролина ми е број еден, дефинитивно. Тамара, Антонија, Лара, Мартија. Еве, тие можам да ги издвојам од кај нас. Со кој од нив би сакала да снимиш дует? Па, првично со Антонија. Дефинитивно. Кажи ми, како е Антонија како снајка? Супер, одлична. Мислам, ние си имаме супер комуникација и можам да кажам дека е стварно и добар човек, и добра мајка и само пофалби. Дали се гледате редовно и дали ги одржавате фамилиарните односи? Па да, ја многу често сум таму, така што се гледаме, не знам, скоро секој трет ден што се вика. Каква е Антонија приватно? Многу фина и мислам посветена, исто така е, како што реков, добра мајка. И многу е упорна во тоа што го прави и мислам дека и заради тоа има таков успех и нормално поради тоа што е квалитетна. Кажи ми, у ситуацијата кога цел Балкан или цела Македонија, да кажеме така, се има острвено на Антонија во врска со целата ситуација со незиниот поранешен дечко Иван Јованов и сегашниот маж и таткото на незиното дете Роберт, кажи ми колку и се најде ти у таа ситуација и како Антонија искрено ги поминуваше сите тие моменти? Па, јас искрено не ја знам толку од тој период, бидејќи подоцна ние почнавме да комуницираме, ама искрено не би се мешала на таа тема, сепак секој си има некоја своја страна, но секако јас повеќе време поминувам со Антони, можам да кажам дека тоа е веќе некоја помината приказна, али нормално бидејќи луѓето тоа го знаат и ќе го повторуваат постојано, така што сега вака како што ја гледам, мислам дека тоа е поминато веќе многу одамна. Која прва песна ти текнува кога ќе го спомнеме Аца Лукас? Па, искрено мислам дека има многу песни што сум ги слушнала, ама не сум знаела дека се од Аца Лукас, али еве некоја песна што сите ја знаат е Волиш ли ме, сигурно сум. Дали би сакала да ни отпееш еден дел? Волиш ли ме, кад сам мртав пијан, волиш ли ме, кад прави сам грубијан,
Толку знам. Фала ти многу. Знаеме дека спремаш и нова песна. Која пишува? Песната ја пишува Јоцифер. Истиот лик уствари ми ја пишуваше и своја Линдичија. И бидејќи имавме добра соработка, решивме пак да правиме нешто ново. Пееше со Сашо Ковачевик и објави фотографии. Да. Како реагираше твојот дечко на тоа? Добро, искрено, бидејќи цело време бевме заедно, сите бевме таму и уствари имаме слика и цел бенд со него. Така што... Значи он мора да иде со тебе? Не дека мора, ама тука сме цело време заедно. Значи си стои на располагање, која е одлично. Иначе, мислам, Саша стварно е, како да кажам, народен човек и со сите сака да се слика, со сите да ги испочитува, позитивно ми изненади, стварно. А кажи ми, дечко ти љубоморен ли е? Сега, секогаш постои мала доза на љубомора. Мислам, и кај мене реално понекогаш. Зависи од ситуацијата. Кој е пољубоморен? Не знам. Кој ги прави драмите дома? Ќе речеме... Не знам, има ситуации кај што, например, ја не треба да сум љубоморна, ама... Ете, да, така ќе ми дојде, пошто женско. Пример, он е потолерантен, може, не знам. Кажи ми, колку време сте заедно? 2 години и 3 месеци. Дали го гледаш него као твојот вистинскиот партнер за цел живот? Да, искрено да, бидејќи го познавам подолго време и сме погодени во многу работи и не знам, знаеш кога поминуваш некој подолго време, и го гледаш во сите ситуации. Сега ние не сме стигнале до тој степен да живееме заедно, но од прилика му ги знам сите навики, знам каков човек е. Кога мислиш дека е правото време двајца да почнат да живеат заедно? Не знам, може кога ќе се стабилизираме и двајцата. Еве, он е на факултет, јас сум на факултет, да ги завршиме тие работи, ќе видиме понатаму. Добра. Што најмногу ти се допаѓа кај него, а на што му замеруваш? Најмногу ми се допаѓа што исто така има некако во себе задржано некои, како да кажам, некои по-традиционални моменти и тоа што, например, знае, мислам, ме почитува, секогаш ме става на прво место, да речем. И не знам, имаме многу отворена комуникација. Мислам дека и заради тоа сме толку време заедно, бидејќи зашто и да се случи, си разговараме и знаеме да решиме се. А не знам, што не ми се свига е, мислам, истото и ја го правам, пример, каснам сегде, или, например, тоа што некојаш знае, може би да избувне, па после ќе си рече, може не требаше така да изреагирам, ама во принцип тоа се некои ситници, кај сите се случуваат. Така. Дали е тешко да се работи заедно, пошто знаеме дека и он е дел од твојот бенд? Не, искрено е многу подобро, бидејќи некако, не знам, заедно ги поминуваме сите тие работи и сите ситуации заедно ги гледаме, се случуваат тука пред нас, пред наши очи, што се вика. Така што и, например, за сите ствари се договараме предходно, што како ќе биде, многу и он ми помага во работата, многу и јас на него се надевам. И така што за мене е подобро што сме во исти бенд. Бидејќи оваа професија не знам дали секој би ја прифатил. И сега кога више го спомна факултетот, докаде си со факултетот и кога го завршуваш? И какви ти се амбиции во понатамошното школување? Од факултетот имам уште 2 испита. Да, 2 испита имам. Се надевам дека ќе го завршам до крај на нареднава година. Инаку студирам на економски, маркетинг и имам некоја поврзано со маркетингот. Ме интересира таква креативна работа. Не знам, ме интересираат снимање реклами, правење постови и такви ствари, следење трендови. Тоа дефинитивно би било уште една професија што би работела. За понатамошно школување, не знам дали би продолжила нешто пак да учам, ама може би си нашла прво некоја работа. И кажи, следнава година има многу шоа, меѓу кои и мање на хајп, по прашање реалити шоу. Дали може да те очекуваме, можда во некоја такво регионално шоу? Тука во Македонија ќе биде, или? Не знам, би се размислила да видам какви се условите, Одлично. И за крај, желби за нова година и планови за следната. Желби за нова година, најпрво, здравје да имаме. После, мислам, немав спомнато до сега, ама имам некои планови да се пријавам негде на некоја талент шоу, може би.
гледав едно, не е толку познато кај нас, во Хрватска е, Суперстар се вика, и ми се допаѓа концептот и мислам дека баш би ми одговарало на мојот стил. Инаку и сакам да извам нови песни. Искрено со свирки некојаш ми е тешко да постигнам, ама дефинитивно имам план да извам повеќе авторска музика. Едно прашање за Грајс. Дали општо мислиш дека на македонските артисти им е многу потешко да се прогурат на општо на сцената затоа што доаѓаат од Македонија? Колку што приметивме дека секој македонски артист мора да иде или у Србија или у некоја друга држава за да се бутне на сцената на шоу бизнисот. Дали мислиш дека е тоа од причината дека македонскиот народ не си го поддржува? Не се поддржуваат меѓу себе, ајде така да кажеме, и дека многу луѓето се тука пуни со гнев или може постои некоја друга причина? Па да, дефинитивно е потешко. Мислам дека некако тешко префаќаат некои нови артисти да дојдат, како некоја валидација им е тоа ако отидат во Србија или ако отидат на некое шоу таму. Не знам зашто е тоа така, бидејќи сметам дека кај нас имаме стварно многу таленти што треба да се истакнат и некако не им се дава можност на некои нови. Не знам зашто. Ете. А кој не им дава можност? Мислиш народот или народот? Ја мислам народот. Како што рече ти, мора да отидат на некое шоу за таму им речат дека се добри. А вака тука нема да им рече никој. Ти благодарам што беше денеска наш гост и се надам дека уште наскоро ќе снимаме уште. Фала многу, мило ми беше, фала на поканата. Здраво, јас сум Јана Спирковска, а вие гледате Хајп Македонија.